Почитувани, ние продолжуваме понатаму и веќе со нас е и нашиот следен гостин, господинот Дејан Пановски, координатор на проектот за Дримскиот басен. Господине Пановски, добре дојдовте во нашето отворено студио 1 од Голден Бич во Охрид. Да, добро ве најдов и добро е што еве и во овој летен период посветувате внимание на Охрид и она што значи Охрид и она што се случува во Охрид. Секако градот важи за бисер на Балканот во најмала рака, а и секако е најмногу значаен за нас како туристички центар, меѓутоа она што можеби е најголемата значајност за градот е токму Охридското езеро, кое што пред известен период стоеше на стаклени нозе кога станува збор за статусот на УНЕСКО, меѓутоа сега веќе е загарантиран статусот, меѓутоа што можеме да направиме за да во иднина го спречиме повторното затресување на статусот од УНЕСКО и заштитата и еден коментар околу сите случувања кои што се на брегот на Охридското езеро и барањата за мораториум од активистите, како вие гледате на овие работи? Добро, јас гледам на овие работи веќе 20 години, од малку поинаков аспект од она што е обичен аспект и што сите го гледаме, затоа што поинаквиот аспект ми дава за право да видиме кои се други можни евентуални решенија од оние што се актуелни и кои се можни авангардни процеси кои што би довеле до квалитетно зачувување на целиот басен на Охридското езеро. Што бидејќи во последниве години екологијата сама за себе веќе не постои, нити како термин во научната фела, туку се работи за комплексна активности кои што значат одржлив развој. Одржливиот развој треба да обезбеди квалитетна иднина на целокупниот регион и во тој контекст се и забелешките кои што дојдоа и од УНЕСКО, меѓутоа забелешките кои што на крајот на краиштата и ние сами треба да си ги дадеме и да ги имаме. Бидејќи приказната за УНЕСКО не е секогаш онака како што сакаме да ја прикажеме. Таа има еден друг дел. Другиот дел е дека УНЕСКО организација во која што вашиот статус, односно го признава вашето постоење како вредност и сето друго што е аспект на менеджмент го остава на вас. Тие се само укажуваат на проблематичните точки кои што би дошле за да се загрози тој статус на УНЕСКО. Меѓутоа, статусот на УНЕСКО е пред се статусот и квалитетот на Охридското езеро и квалитетот на живењето во Охрид заради нас, не заради никој друг. И во тој контекст ние треба малку да ја промениме динамиката и пристапот, секако, и треба да разговараме за нас самите. Што е најквалитетно што на ова езеро и на овој град треба да му се случи? Добро, ако предходно статусот не беше загрозен, тоа се јави последните неколку години, кои се критичните точки поради кои што дојде до една таква ситуација? УНЕСКО никогаш не кажал експлицитно исклучување, она што едно време беше и тема, но предупреди не било, меѓутоа нормално е да предупреди, односно укажа на кои се проблематични точки, евентуални проекти кои што биле проблематични за зачувување на тој статус. Видите, како суверена држава, вие можете самите да одлучите. Сакате да сте член на препознаени од УНЕСКО или не сакате? Да, но ние сакаме, тоа е јасно. Ние сакаме и тоа сме го одлучиле во 79-та и 80-та година, кога станал Охрид културно и природно наследство под заштита на УНЕСКО, односно вредноста, меѓутоа треба да знаеме еден момент што сите го испуштаме. Кој е всушност моментот зашто ние сме препознаени под УНЕСКО? Дали некој сме разговарали за тоа? Еден и единствениот момент е Охрид и Охридското езеро, посебно Охридското езеро, се наоѓа како природна реткост под заштита на УНЕСКО заради пејсажните вредности. Значи, песажните вредности се оние кои што ги препознава светската организација. А тоа се нарушува преку градењето, кое што активистите веќе го оспоруваат преку протести, меѓутоа инвеститорите не се откажуваат. Локалната самоуправа не се откажува од градењето, вели плански ќе гради. Верувате ли вие дека може плански да се изгради со тоа да не се загрози статус? Проблемот, значи, генерално со урбанизацијата не е проблем кој настанал сега. Проблемот веќе 2 децении, веројатно, во најмала рака. Но сега се чини ескалираше? Па, ескалираше како препознавање од јавност, како проблем. Дел заради извештајот на УНЕСКО,
дел заради она што јавноста само го Интересот на препозна, медиумите и Меѓутоа дели веројатно за поради подигнатата свест. Значи се работело на подигнавањето. Свест вие подигнавањето на свеста имате јавна и индивидуална свест. Јавната свеста гледаме дека е подигната, треба да работиме на индивидуалната свест. Значи ние можеме да изградиме безпрекорна јавна свест, меѓутоа да имаме проблем со индивидуалната и да имаме индивидуалци без разлика дали се работи за компании или сами индивидуалци кои го загражуваат тој статус. Меѓутоа главната проблематика околу урбанизацијата која што тече години го бара решение. Ние можеме и да протестираме, ние можеме и да укажуваме, меѓутоа треба и да понудиме и решение. Решението според мене, според она што од моето искуство го црпам е Охрид и Охридското езеро никогаш нема да имаат квалитет доколку не настапи процесот на деурбанизација и деузурпација. Значи имаме узурпирани простори кои што прават штета на целокупниот тој одржлив систем околу Охридското езеро, меѓутоа имаме и урбанизирани простори кои Добро, затоа прашав кој период се јавуваат овие проблемите? Да. Па И како дојде до таа узурпација на узурпација? тој простор. Поверојатно интересот за градба, значи за развивање, економскиот интерес профитот пред се економскиот мора интерес и урбанистичкиот интерес секогаш, значи, односно никогаш нема да оди заедно со еколошкиот интерес, односно заштитата. Тоа се две работи кои што никаде и никаде нема да одат една со друга. Меѓутоа треба да се развие системот на одржливост, да знаеме што правиме и до каде можеме. Ние претеравме години назад се претерало, сега доаѓа до низа, посебно е забележително тоа претерување на струшката страна, Охридската тој максимум да речем го имаше неколку години наназад и тоа е позиција на држава за еден или на локална самоуправа за еден економски развој. Секако базиран според наше гледиште на нешто што не е така. Односно не треба да биде така затоа што ќе ги наруши вредностите и замислете сега под некоја претпоставка дека бидејќи разговараме за УНЕСКО, имаме претпоставка дека УНЕСКО вели заради овие проекти вие исклучуваме од листата на заштитени подрачја, било од културно или природно наследство. Мислите ли дека туристичкиот интерес за Охрид ќе биде ист? Не, максимално ќе опадне. Максимално ќе опадне. И ќе опадне и од втора една димензија која што е многу критична, а нема врска директна со УНЕСКО, туку има врска со квалитетот на водите од Охридското езеро, а тоа е нефункционалниот колекторски систем. Ако ние не интервенираме, значи во тој дел, во рехабилитацијата на колекторскиот систем, ние може да доведеме до состојба да никој веќе не го препознава Охрид. Дали постои свесност дека не може профитот и екологијата да додат рака под рака кај охриѓани? Дали мислите дека тие се свесно дека охриѓани се наклонети кон една од работите? Дали точно знаат можеби што сакаат? Дали повеќе профит или можеби заштита УНЕСКО и еколошки стандарди? Од она што искуството можеби не доведе до препознавање, туку до борба. Тоа е константна борба. Помеѓу константна борба. Помеѓу оние кои што сакаат да зелени инвестиции, зелен инвестициски развој, туризам базиран на поинакви вредности, а не на урбанизација, туку туризам базиран на нова инфраструктура, туризам базиран на развивање на пример, една од вредностите на развивање на биосферниот резерват, прекограничен, развивање на регионален туризам, кој што ќе поврзе области, бидејќи езерото се е делливо меѓу Република Македонија и Република Албанија, да, меѓутоа и пошироко како Охридско-Преспански регион, бидејќи заради влијанието на Преспан ние го гледаме како еден систем од еколошки Значи треба да внимаваме што се случува и таму. Значи, ако ние не инвестираме во рехабилитацијата на колекторскиот систем и тоа брзо, не зборуваме ние за 5-10 години. Ние треба да стартуваме сега, може да им доцниме малку. Колку е тој колектор важен за животинскиот свет кој што е автентичен за Охрид на тревоводите? Бидејќи се повеќе се зборува нели дека рибата е исчезнала, се помалку ја има. Да. Колекторскиот систем е битен за квалитетот на водите во езерото, квалитетот на водите е битен за туризмот и за живиот свет. Квалитетот на водите и за живиот свет. Колекторскиот систем кој што е изграден значи почнувајќи од 1980 година навака,
Значи, доведе до подобрување на состојбата на квалитетот на водата во Охридското езеро. Меѓутоа, тој е сега застарен. И тој застарен систем не може да го прати притисокот кој што го добива сега. И од зголемената популација, меѓутоа и од туристите. И тој притисок, значи, придонесува тој колекторски систем да не е функционален. Ние направивме студија, помогната работевме заедно со јапонските експерти. Влеговме во секоја шахта, за да видиме каква е состојба на колекторскиот систем. И таа физибилити студија е достапна, значи, и на локалната самоуправа, и на оние кои што управуваат со колекторскиот систем, и на државните органи. Но освен што е достапна, треба да биде имплементирана и препораките да бидат земени. Но докаде? Нормално дека треба да биде земени, но нормално дека треба да се влезе во процес на финансиски преговори. А општината е во долгови? Општината нема толкави капацитети, меѓутоа може да има државата. И докато државата би застанала за управувањето со колекторскиот систем, ете го можното решение како да се дојде подобри фондови и како таа физибилити студија која бара рехабилитација на колекторскиот систем, замислете, без копање, без нарушување на туристичката сезона или туризмот во градот како целина. Иако е застарен, колекторот сепак причинител за додатен причинител за, да кажам условно, недоволната функционалност на колекторот и човечкиот фактор. Колку луѓето овде имаат задача да го почитуваат, односно да се грижат за природната средина на самиот околу. Видите, охриѓани го сакаат околу. Дали се грижат доволно? Тоа е прво. Дали се грижат доволно? Добар дел од охриѓани кои што јас го сватиле Охрид, онака како што треба, значи нормално е дека се грижат за се што. Меѓутоа, она што го напомена претходно, ние имаме проблем со индивидуалната свест. Ние не можеме индивидуалците и оние кои што на Охрид гледаат можеби од друга перспектива на урбан развој да ги изедначиме. Затоа велам, процесот на деурбанизација, што во основа како дефиниција подразбира урбанизација на деловите кои што не се во границите на оние делови кои што се означени како вредност, како културна или природна вредност. Значи урбанизација може да се случува, но подалеку од оние граници кои што се утврдени не само од УНЕСКО, пак ќе речем, од нас самите. Тоа е едно. А деузурпација, извинете само, да го објаснам и тој поим бидејќи го спомнав, деузурпација значи да се повлече се она што е изградено од катастарските парцели и вредности што се на Охридското езеро или што се јавни површини. Значи само на тој начин ние ќе можеме да влеземе во една нова сфера на туризам, туризам кој што можеби поблизо ни бил онај туризам што се случува на италијанските езера, каде што туристите не доаѓаат за плажи, туку доаѓаат за вредностите на мир, вредности на спокојство, на чист воздух, на повеќе планински ориентиран туризам, екотуризам. Алтернативен туризам кој е многу поскап. И замислете сега во една проекција каде што ние стануваме земја која што е блиска до генералните сојузи НАТО, Европска унија, значи замислете како една добро очувана животна средина со една таква не само парола предонесува и за подигање на цените на вредноста на самиот град, на вредноста на се што е околу него, па и на индивидуалните вредности. Значи, треба малку да се размислува на поинаков начин и треба да почне да се реагира по оние студии кои што се веќе приготвени, како што е ова за колектор. Ве најавме како координатор на проектот за Дримскиот басен и пред 2 години од прилика на координација заклучокот беше дека за 4 години или од тогаш ќе бидат донесени стратешки документи и планови во овој дел и во насока на одржување на тој проект. Тие документи докаде се тој процес? Прво многу сум изненаден, многу ми е драго што некој прочитал што сме кажале пред 2 години. Ретко се случува и тоа е добро. Се подготвивме за темата сепак. Без разлика, треба сите да се подготвуваме и тоа ми е посебно драго. А она што сега некаде на половина на проектот можам да го кажам е дека прекуграничната диагностичка анализа е во подготовка. Изготвени се тематските извештаи за целокупниот Дримски басен. Значи имаме тематски извештај за состојбата со биодиверзитет, тематски извештај за состојбата со загадување, тематски извештај за состојбата со хидрологија и хидрогеологија на целокупниот Дримски басен. Не зборувам само за Охрид, Охрид е само под басен. Потоа имаме изготвено тематски извештај за така наречениот нексус, односно врската помеѓу храната
животната средина и водата. Сето тоа оваа есен ќе се заокружи како прекогранична диагностичка анализа, а веќе од напролет тоа ќе се преточи во стратешки акционен план. Стратешкиот акционен план ќе биде политички документ. Тој ќе оди пред владите на 5 земји кои што го делат басенот. И ќе биде обврска, претпоставувам, за... Прво ќе биде на разгледување, самите држави ќе треба да кажат кои се приоритетните прашања, да и потоа да го усвојат и да постапуваат по тоа. А што се однесува во рамките исто на Дримскиот проект, а се однесува конкретно на Охридското езеро, ние веќе неколку месеци работиме на она што е алка што му недостасува на Охрид. Ние зборуваме за Охрид, меѓутоа го немаме менеджмент план, односно планот за управување со целокупниот слив, македонско-албански зборува за Охридското езеро. Бидејќи се ближиме кон самиот крај, нека да би ве замолил кратко, студентчишко блато, предмет на интерес и за инвестиции. Имаше политички препукувања околу тоа студентчишко блато. Зошто е важно пред се? Дали се работи заради животинскиот свет во Охридското езеро? Која е неголемата важност на тоа студентчишко блато и што треба да се прави со него? Би ве замолил кратко, бидејќи се ближиме кон крајот. Затоа брзам малку изборувањето, затоа што е ограничено и времето, од респект кон времето. Значи, студентчишкото блато и сите блата, значи, што се наоѓаат и околу Охридското езеро и не секаде, всушност се природни филтри на водата. Во нив има разновиден свет, значи флора и фауна. Така. Тие се всушност и одбрамбен механизам за противпоплави. Исто така, бидејќи тоа сунгересто ткиво е всушност еден вид амортизер. Значи сите тие вредности нас не натераа да бараме заштита на тоа. Иако е премногу малку остаток на тоа блато од она што беше големо во некаде на почетоците на минатиот век, ние сепак сакаме и тој дел што е преостана да се заштити. Наместо да се урбанизира, како што спомнавте, и да доведува до тие конфликти. Меѓутоа конфликтите ќе постојат. Ние не можеме да бегаме од тоа, затоа што но не може да биде предмет на интерес за инвестиција за градба во самото блато. Да, затоа баравме и да се стави степен на заштита. И затоа всушност во таа борба и во тие конфликти, ако гледате генерално, екологијата максимално победи. Гледајте го прашањето на блатото. Се изгради нешто? Гледајте го прашањето на тие екстремно планирани автопатишта, екстремно планирани ресорти, екстремно планирани скијачки центри, екстремно планирани медитерански плажи. Се изгради нешто? Да, но се уште ги буди активистите самиот сомнеш дека и самата желба за градење. Активистите се одлична потпора на институционалната и политичката борба. Затоа што на крајот на краиштата, што и да се случи, нас ни требаат политички одлуки да се донесат. Еве, например, само да напоменам, и тука се надевам нема да одземам веќе време, ние сме сега во фаза да извршиме за прв пат еден комплетен, прекограничен мониторинг на водите во Охридското езеро. Тој оглас е во тек. Значи, ние ќе направиме мониторинг на физичките, хемиските, приоритетните субстанции, на биолошките параметри. И ние ќе знаеме каква е сликата на Охридското езеро, тоа ќе оставиме во акциониот план и од тоа ќе треба да се донесат политичките одлуки. На крајот на краиштата, оние што донесуваат одлуки, се надевам дека ќе ја почитуваат пред се науката и се надевам дека ќе почнат да почитуваат и грижата за Охридското езеро. И дека ќе дојде до пресвртница за начинот на кој се менаџира со регионот. Да. Ви благодариме за вашето гостување и одвоеното време во нашето отворено летно издание на Студио 1. Интересот и за интересот за Охрид и езеро. Така, колега. Баневски, одиме со една кратка пауза. Па имаме уште една кратка најава, пошто ќе се вратиме назад во студиото и наскоро не очекува приклучување во студиото во Скопје, каде што колегите ќе ни ги пренесат последните случувања од земјава, регионот и светот. Останете со нас.